Денес е чист понеделник, односно почеток на најголемите христијански пости, великденските пости. Што значи абстинирање од храна од животинско потекло од нутриционистички аспект и колку овој начин на исхрана делува благопријатно на организмот и на здравието? Тема со која што зборуваме утринава со нутриционистката Билјана Ристевска од New Nutritionism. Билјана, здраво! Добро утро, поздрав до сите ваши гледачи утрово и со лесно постите на секој некој што решава денес да пости. Постењето е еден предизвик за кој што многумина се решаваат пред се од религиозни побуди, од духовен аспект, но утринава би сакала да поразговараме за промените што се случуваат во човечкото тело, кога подолг временски период се абстинира буквално од сите намирници што се од животинско потекло и се конзумира исклучиво растителна храна. Што всушност тогаш се случува во нашето тело? Од нутриционистички гледан аспект, постот е благодат за телото и за организамот. Зашто? За од проста причина што во текот на целата година внесуваме, имаме неколку поголеми пости, меѓутоа ретко кој ги држи сите пости. Овие великденските пости некако ми се чини дека повеќе од народот ги држи, ги практикува и со самото внесување на висококалорична храна во текот на целата или преку целата година, идеален временски период е великденскиот пост, за да почне телото да се детоксицира природно, на природен начин и за да се исчисти од самите токсини, меѓутоа и за да здравието биде на високо ниво, односно имуниот систем да почне да расне. Сите знаеме дека во текот на зимскиот период сме малку попасивни, внесуваме повисоко калорична храна, на која што сега е доаѓа редот да биде елиминирана од нашиот организам, практично од органите, каде што таа се депонира. Најмногу тоа е црниот дроб, кој што неретко знае да биде замастен после зимскиот период. Крвните анализи со кои што јас се соочувам секојдневно со моите пациенти говорат на такви патологии на замастен црн дроб, кои што се резултат на пасивниот начин на живот во текот на зимскиот период, секоја чест исклучоци кои што се активни во текот на зимскиот период и од преголемиот внес на храна која што содржи поголема концентрација на масти, и тоа не оние здрави масти кои што сега ќе ги внесуваме за време на постот, туку трансмасни киселини кои што не се препорачливи да бидат во нашиот организам, поголема количина и концентрација на сол која што делува негативно на кардиоваскуларниот систем. Сега сето тоа за време на постите ќе го нема и нашиот организам ќе биде подготвен да ги елиминира овие токсини од нашето тело и на база на истите да гради добар имун систем, добри клетки и добро здравје за понатаму во текот на периодот кој што следи, а периодот кој што следи период на пролет во кој што сите некако имаме проблем со имуниот систем, со имунитетот, а вирусите и настинките демнат од сите страни. И после постот би требало да излеземе поенергични, посилни и поздрави. Меѓутоа, доколку само го постиме на правилен начин постот. Без разлика од која причина почнувате да постите, дали тоа духовна причина, првенствено треба да ви биде на прво место ставено вашето здравје и здравјето на целиот ваш организам, а понатаму дали и што ќе изедете треба сериозно да се внимава многу на внесот на хранливи материи во текот на овие 7 недели. Тоа значи дека наспроти мислењето кое што многумина го имаат, дека ако се ограничат од конзумирање храна од животинско потекло, дека ќе го расипат имунитетот и дека може ќе има чувство дека се гладни, дека нема доволна енергија, всушност се случува спротивното. Со конзумирање растителна храна се подига енергијата и се случува таа детоксификација на организмот. Токму така, напротив, телото не е излишно од ниту еден хранлив наменик, односно ниту еден макро и микронутриент, кои што се многу важни за внес во нашиот организам. Постот е оној кој што дури можеби и повеќе нуди растителната храна од храната од животинско потекло, познавајќи го производството на истата храна сега што ние конзумираме, квалитетот на истата, за безбедноста, некоја следна тема. Растителната храна практично
е храна која што е полна со енергија, храна која што има навистина вредни полни нутриенти, кои што треба да бидат внесени не само за време на постот, туку и во текот на целата година. Меѓутоа, давајќи ние приоритет на храната од животинско потекло, некако како да ги занемаруваме овие производи во текот на целата година, заради тоа што е многу полесно да земете да намачкате лепче со мајонез и да си ставите тука сирење, кашкава или парче месо, отколку сега да подготвите нели еден здрав оброк, да сварите хелда, па да додадете во хелдата оревчини и мед, па да имате вие здрав поедок или здрава ужина. Морам да напоменам дека постот треба да биде добро контролиран, кога говориме за од здравствен аспект, дека треба во текот на денот да се внесе доволен број на калории, за да не ја почувствувате нели гладта, односно да не ги почувствувате оние симптоми кои што вие ги напоменавте, нели малаксаност, можеби вртоглавици, пат на енергијата и една блага летаргија на телото, па не да боже нели анксиозна или депресивна состојба, заради тоа што знаат да се случат кога ние сме во дефицит поголем отколку што сме во суфицит. Од таа причина треба да имаме застапеност исто на сите хранливи материи, значи протеини, јаглени хидрати, масти, значи обавезно витамини и минерали. Без разлика, значи протеините ги имаме во растителната храна, здравите масти ги имаме во растителните масла, што не е нели причина да ние се откажеме или изговор дека не можам да постам или постам со посен мајонез, посен кашкава. Тоа не е пост. Или со посен еврокрем, или не знам со мармалад и леб во текот на сите овие 7 недели, вие ќе кажете па не ме изгладни постот, ме испусти, а на база на тоа сакајќи некои од луѓето кои што постат и да намалат одреден број на килограми, некои за тоа и почнуваат да постат, го постигнуваат спортивниот ефект. Значи може дури да зголема телесна маса, иако постат, значи може само да зголема телесната маса, доколку тоа не е адекватно и не е правилно избалансиран начин на исхрана. Препорака, нели, кои протеини, често моите пациенти прашуваат, сега како ќе бидам во дефицит од протеини. Никако нема да бидете, доколку во текот на денот внесувате храна која што е полна со протеини. Таква храна од растително потекло се легуминозите, гравот, грашакот, леќата, боранијата. Понатаму имаме протеини во печурките, кои што треба и се дозволени да се конзумираат во текот на постот. Понатаму имаме протеини во растителното тофу, кое што може да се конзумира во текот на овој период од постот, и во рибата. И сега рибата дали ќе ја конзумирате, нели, според верските обичаи кај нас, според религијата, дозволена е во постот само 2 пати во великденскиот пост на Благовец и на Цветници. На Благовештение Господово, тоа се практично двата во април. Сега треба, нели, да се одржи добриот протеински баланс без несна риба во текот на овие денови, додека не дојде, нели, рибата. Меѓутоа, верувајте дека и тие 2 пати несна риба не задоволуваат, нели, полната протеинска поддршка за целиот пост на протеини, затоа мора да ги внесувате овие легуминози кои што содржат доволна и дури некогаш и поголема концентрација на протеин во самите себе. Здравите масти не треба да бидат изоставени заради тоа што се енергетска компонента во нашето тело и ги внесуваме преку авокадото, ги внесуваме преку маслиновото масло, преку маслото од тиква, преку маслото од лем, преку сусамовото масло, преку ладно цеденото сончогледово масло, практично преку сите растителни масла кои што ги имаме на пазарот, меѓутоа да бидат, нели, ладно цедени. Јаглениот хидрат, преку кој ги внесуваме, нели, енергетските компоненти, исто треба да биде застапен, растителните влакна кои што ги содржат овошјот и зеленчукот, за да одржиме добар баланс на дигестивниот систем во нашето тело. За време на постот не треба се јави ниту диарија, не треба се јави ниту обстипација. Сето тоа доколку го приметите, треба веднаш да реагирате заради тоа што не е нормално. Многу често кај нас е нормално сега од постот. Не. Нормално е во постот да сте високо енергетски допингувани, да сте расположени, да сте ведри и да имате сила, енергија и мотив и желба за да сте во пост. Ништо што е, нели, надвор од нормалното што ви се случувало претходно, а го почувствувате за време на постот, не е нормално и не може да чекате вие да помине, нели, 2 недели. Никако. Значи, веднаш треба да се реагира на симптомите кои што ќе ги почувствувате. Во првите 3 дена е нормално. Нели, преминувате од еден вид на исхрана на друг, може мала малаксаност, може се некои слаби главоболки, меѓутоа сето она што е екстремно и нормално и трае повеќе од 5 дена, значи е веќе, нели, не природно и не треба да се случува. Билјана, благодарам за препораките до сите што не гледаат и не слушаат, како на правилен начин да го поминат овој предстоен период на великденските пости. Нека им се лесни и богоугодни на сите. Нека се лесни и богоугодни постите. Поздрав до сите ваши гледачи утро. Благодарам.